Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Мицкоски не ја вади Македонија од уста. Грчките медиуми го мерат секој збор на македонскиот премиер. Артан Груби беше носител на злоупотребите на балансерот. Ќе се носи закон за правична застапеност не само на етничките, туку за сите категории. Локалните самоуправи губат по 120 милиони евра заради неревносно наплаќање на данокот на имот и комуналните такси од своите собствени приходи. Од проектот 250 милиони евра за капитални инвестиции во општините, општина Ресен доби 40 милиони 800 илјади денари. 33 настани во период од 15 дена за 80 години од ослободувањето на Битола. А на самиот почеток на емисијата конечно една убава вест. Денес почнуваат конкретните активности за изградба на автопатот Прилеп-Битола, проект кој целиот Пелагониски регион го очекува. За 3 години ќе имаме нов модерен автопат кој ќе донесе економски развој на Пелагонискиот регион, најави заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски, одговарајќи на новинарско прашање. Автопатот ќе биде модерен со вкупно 6 ленти, по 3 во двете насоки и ќе има помошен алтернативен пат. Бенефит ќе имаат и општините од тој дел: Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци и Ресен, додаде Николовски. Ова е огромен проект кој не е виден во Централна Македонија и кој целосно ќе ја промени сликата на Пелагонискиот регион, рече тој. Николовски потенцираше дека во изминатиот период се соочил со бројни предизвици за овој проект, како што е деминирање на бројни експлозивни направи од Првата светска војна. Со помош на Министерството за одбрана се засилила динамиката за деминирање на теренот и се ослободиле 12 километри за работа. Најголем проблем, како што рече, била експроприацијата. Во изминатите 3 месеци се решени околу 2400 предмети за експроприација, за 3 пати повеќе отколку предходно. Николовски додаде дека активно се работи на изградба на експресниот пат Градско Дреново, кој се очекува да се пушти во сообраќај до Нова година. Се гради и експресниот пат од Дреново до Фариш, кој се очекува да се заврши на пролет следната година. Тој најави дека следната година јавното претпријатие за државни патишта ќе избере изведувач за доизградба на експресниот пат од Фариш до Прилеп. Кој дами тука имаме, меѓу катил душман сме омегиле. Корени од векој дами тука имаме, меѓу катил душман сме омегиле. Како беде ми се турне, има живи, ќе подигаме. Уште од пред Христоса ова наше. Еј, кој ќе посегне, мракот ќе го изеде.
кој дами тука имаме, како чинари столетни сме нараснале, корени од векој дами тука имаме, како чинари столетни сме нараснале. Манастир до манастир, како беде ми, се турне има живи, ке подигаме. Уште отпред Христоса, ова наше. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Како беде ми, се турне има живи, ке подигаме. Уште отпред Христоса, ова наше. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
mladost večno da me prati. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Jedna ljubov, srce što ja nosiš, ta isto so tebe se moli, za večno da ste kako jedno telo, kade da ste samo napred smelo, gde njeno ke sonce da ve gre, ta sreća, on vas da se sle. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Ставовите на премиерот Христијан Мицковски за употреба на придавката македонски терминот Македонија, изразени на собраниска седница посветена на пратенички прашања, се најдоа во дел од онлайн изданијата на грчките медиуми кои го пренесуваат текстот од Државната новинска агенција на Грција, АНМПА, под наслов Северна Македонија. Премиерот Мицковски инсистира на терминот Македонија, јавува дописничката на Мија од Атина. Агенцијата АНМПА пишува дека Мицковски истакнал дека при секоја негова изјава и интервју досега земјата ја нарекува Македонија, а граѓаните македонци, и во целост пренесува дел од неговите ставови.
Можам да ви кажам дека никаде во договорот од Преспа не е забранета придавката македонски или Македонија. Тоа е регулирано со член 7 став 2 и 3 од договорот и конечно можеме да се согласиме дека и ние имаме право да ја користиме придавката македонски, како што и тие во Грција имаат исто право, изјави Христијан Мицковски, одговорницата на собранието, одговарајќи на соодветно прашање поставено од пратеникот и лидер на ултранационалистичката опозицијска партија Левица Димитар Апасиев, кој Мицковски го нарече северно-македонски премиер и го обвини дека додека во минатото отворено застанал против договорот од Преспа, сега вели дека го почитува, пишува Ана МПА. Во продолжение пренесен е ставот на Мицковски дека Апасиев секој месец како пратеник на Северна Македонија подпишува за да добие пратеничка плата, но ги споменува и меѓусебните обвинувања за летните одмори на Халкидики и изјавата на лидерот на Левица дека оди на Халкидики бидејќи е средна класа. А на МПА подсетува дека националистичката левичарска партија Левица на последните парламентарни избори во Македонија го зголеми рейтингот на околу 7%. Sestri Makedonci. Durot iskona, narod izmačen, sekade po sveto rasen. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastena. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastena. Sonce to naše nadaleku gre, od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slonaske žive, braća, sestri Makedonci. Bože, slušnija našta molitva, čuvajnija Makedonija. Kade i da sme, nejniče da sme, poredi naše zname, ke razveme. Kade i da sme, nejniče da sme, poredi naše zname, ke razveme. Sonce to naše nadaleku gre,
se znае do kade Makedonija. Sonce kutleško, гордост голема, да се знае до каде Македонија. Сонцето наше надалеку гре, е од вечни векови. Сонцето откудлеш, со нас ке живее, браќа, сестри, македонци. Сонцето откудлеш, вечно ке живее, браќа, сестри, македонци. Во последните неколку години видовме дека балансерот како калкулатор почна да се злоупотребува од страна на институциите. Носител на тие злоупотреби беше господинот Артан Груби во неговото министерство, во кое знаеме дека имаше огромен број на вработени токму по овој основ, рече пратеникот на ВМРО ДПМН Александар Велјановски на дебата на телевизија Клан. Тој истакна дека правичната застапеност на сите етнички заедници при вработување во државата е важна, но балансерот како калкулатор за пресметување на идните вработени во однос на етно припадноста веќе ја има одиграно својата улога и истиот треба да се замени. Со ваквата алатка граѓаните беа доведени во ситуација да се определуваат дека не се македонци, не се албанци, не се роми, не се турци и така натаму, за да можат да дојдат до работно место во државната администрација, потенцираше Велјановски. Тој потсети дека со стратегијата за реформа на јавната администрација, која беше поддржана и од ДУИ, е предвидено укинување на балансерот, а исто така и во препораките на Европската комисија се предупредува дека балансерот се злоупотребува. Велјановски рече дека е формирана работна група која треба да изработи предлог закон, а при тоа ќе ги земе в предвид мислењата на стручната јавност. Формирана е работна група која треба да работи на предлог закон во кој ќе биде вклучена стручната јавност преку јавна расправа и сите општествени чинители за да се добие едно добро законско решение. Потоа ќе побараме и мислење на Венецијанската комисија за да не се судриме со Уставниот суд. Дури потоа ќе влеземе во постапка за донесување едно ново законско решение. Со него ќе бидат задоволени не само етничките заедници, туку и останатите ранливи категории во општеството, појасни пратеникот Велјановски. Što da napravam se praš
stana vegrija, na vino i rakija, parfme raklija. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Еден
Министерот за локална самоуправа Златко Перински при посета на општина Теарце со став дека локалните самоуправи мора поревносно да ги собираат своите собствени приходи, затоа што губат до 120 милиони евра годишно поради неплатен данок на имот и комунални такси на граѓаните. Оваа година има зголемување во делот на приходите 6% од данокот на додадена вредност и персонален данок кој што е насочен кон локалните самоуправи. Дополнително оваа година предвидуваме 100 милиони евра за општините, следната година предвидуваме 250 милиони евра за општините. Кога зборуваме за фискална децентрализација, она што постојано го апелирам за локалните самоуправи е дека мора поревносно да ги собираат своите собствени приходи, а тоа се даноците на имот и комуналните такси. Едноставно не можеме да се пофалиме со процентот кој се движи некаде околу 50% дека е соодветно собирањето на собствените извори на финансирање. На годишна основа локалните самоуправи од тоа што несоодветно го колектираат данокот на имот и комуналните такси губат од 100 до 120 милиони евра. Замислете со интервентна мерка да офатиме повеќе од 274 проекти со овие 100 милиони евра, а замислете ревносно да ги собираат локалните самоуправи тие 100 милиони евра, секоја година ќе има нов и нов инвестиционен циклус, истакна Перински. На новинарско прашање што ќе се превземе доколку 4 општини финансираат Албанска академија за науки и уметности, Перински рече дека во Законот за локална самоуправа во член 11 став 7 точно стои дека локалните самоуправи и приходите кои ги собираат треба да ги трошат во насока на остварување на законски утврдени надлежности. Албанска академија за науки и уметности не е пропишана во овие членови. Во членот 22 од Законот за локална самоуправа стои точно кои се надлежностите на локалните самоуправи. За да се финансира една локална самоуправа треба да помине на совет. Дали ќе помине или не, тоа оставам на советниците. Едноставно законот го покажува тоа. Тука имаме и државен инспекторат за локална самоуправа, тука е и уставот. Јас би апелирал да не се прават проблеми таму кај што ги нема. Ние треба ревносно да работиме и да ги остваруваме потребите на граѓаните. Јас велам дека немаат право. Точно е опишано во член 11 став 7 од Законот за локална самоуправа, Законот на здружение и друго. Инспекторатот секако си ги цени законитостите на одделните одлуки што ги носи Советот, така да почекаме и да видиме, истакна министерот Перински. Neka pukne magana, ej
kad pukne magana, ej od pesnama. Krvi pesno, krvi sestro, što te slušam se lesno. Ajde pesno, pomogni, da sve posrekni. Општините Теарце, Врапчиште и Јегуновце постигнаа енергетска и финансиска ефикасност како резултат од паметното улично осветлување поставено во рамките на проектот Одржлив и инклузивен равномерен регионален развој. Со поддршка на Министерството за локална самоуправа и владата на Швајцарија, на подрачјето на трите општини извршена е замена на 1412 стандардни светилки со паметни LED светилки. Резултатите на проектот беа презентирани во општина Теарце во присуство на министерот Златко Перински и амбасадорката Верони Кулман, градоначалниците на општина Теарце, Врапчиште и Јегуновце, Нухи Незири, Исен Шабани и Димитар Костадиновски, а присуствуваше и директорот на Центарот за развој на Полошкиот плански регион Фатмир Саити. На видео презентацијата на резултатите од проектот вреден 2.488.000 денари беше истакнато дека на подрачјето на општина Теарце се заменети речиси 889 постојни светилки со паметни LED светилки, на подрачје на Врапчиште 323, а на подрачје на општина Јегуновце извршена е замена на постојни 200 светилки со паметни LED светилки. Како резултат на имплементација на проектот за период од 5 месеци во 2024 година, општина Теарце заштедила речиси 12% електрична енергија во споредба со истите месеци во однос на 2021 година, додека заштедата на општина Врапчиште сега е над 20% во однос на 2022 година. Придобивките од проектот се многукратни како за општините, така и за граѓаните. Со нив се намалува емисијата на CO2, општините заштедуваат на електрична енергија и трошоци за одржување, со што се придонесува за зголемување на оперативната ефикасност за управување со осветлувањето и ефикасноста за планирање на идните заштеди на енергија, посочи директорот Саити, кој ги презентираше постигнатите резултати од поставеното LED осветлување. Амбасадорката на Швајцарија Улман не го криеше задоволството од постигнатите резултати од проектот и од соработката со трите општини. Задоволство ми е што денеска сум овде ги гледам резултатите од проектот и соработката на трите општини. Во случајов постигнати се повеќекратни бенефити, заштета на електрична енергија, поголема безбедност за граѓаните, а со LED светилките ја заштитуваме и животната средина поради намалената емисија на јаглерод диоксид. Ова е многу добар модел кој може да го реплицираат и останатите општини, посочи амбасадорката на Швајцарија Улман.
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Денеска сум ептен многу кефлија, собрапија со мене тајфа колема. Врат се носам прстен, бурма венчала, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Дарој сватој еми музики, ширум ваште порти, отворете ги, вигнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Как нека ечи вечерва, свирете, а сега
svadba golema. Ajde, tatko, nalej vino rakija. Majko, fati oro se dok nevesta. Kaži da, moja najmila, vidi mi za navek, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve, taka i do veka, neka ostane, neka ostane. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски одржа пресконференција по повод одбележувањето на 80 години од ослободувањето на Битола. На пресконференција градоначалникот информираше за настаните кои ќе се случуваат во градот по повод овој јубилеј. Во пресрет на големиот празник на градот 4 ноември, кога ќе одбележиме 80 години од ослободувањето на Битола, сакам да ве информирам дека општина Битола подготви квалитетна програмска содржина со 33 настани во период од 15 денови, кои вклучуваат традиционални манифестации, одбележување на јубилеи, но и промоција на нашите културни, музички и спортски достигнувања кои представуваат гордост за Битола. Сите програмски активности се реализираат согласно планираните средства во програмата за култура за одбележување на 4 ноември и одобрениот буџет од 906.540 денари, за што објавивме јавен повик и врз основа на добиените апликации ја изготвивме 4 ноемвриската програма, во која имаме 6 спортски настани, 4 театарски представи, 4 настани поврзани со филмот и филмската уметност, 6 музички настани, 4 изложби, протоколарни и хуманитарни настани и 3 настани со кои официјално ќе се обележи 80 годишниот јубилеј. Активностите кои се дел од 4 ноемвриската програма започнаа на 26 октомври, кога над небото на Битола летаа голем број параглайдеристи, чија почетна точка беше Пелистер, а настанот го организираше параглайдинг клубот Летечки конзули. Беше отворен фестивалот на Мала школа за краток филм во Центарот за култура, а се одржа и полуфиналето на 4 ноемврискиот турнир во куглање, во организација на Кугларскиот клуб Пелистер 1982 и Кугларскиот клуб Пелистер Пин. Два големи јубилеи ќе бидат одбележени на 6 ноември, 80 години од постоењето на Народниот театар Битола и културно-уметничкото друштво Стив Наумов со свечена академија на Народниот театар во 18 часот. Претходно во офицерскиот дом учениците на Државното музичко училиште ќе одржат музички маратон, а ќе се одржи и детскиот фестивал Тралала. Сашко Павловски, како представник на Сојузот на спортови, информираше дека во еден прекрасен спортски викенд, исполнет со многу спортски настани, дел од 4 ноемвриската програма, традиционално ќе биде и ноќната атлетска трка, која ќе се одржи по 67 пат. Seta moja mladost brdu mi mina, voda lečina, ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ajde sega moja mačna dušo, razveseli se, neka sega prvat iskreno ljubav, da ne izludam. Neka sega prvat iskreno ljubav, da ne izludam. Tujino, Javano, što mi napravi, od moj to prvo verno live, ti me razde.
Samo ta znaje koliko ja ljubam, bez neja ne možam. Samo koliko noći bez soli vina, to ja znam. Samo koliko noći bez soli vina, to ja znam. Ajde sreća moja mačna dušo, razveseli se. Deka se ga prpati iskreno ljubav, da ne izludam. Deka se ga prpati iskreno ljubav, da ne izludam. Tuđino, Javano, što mi napravi. Od mojeg prvog verno dive ti me razdeli. Tuđino, Javano, što mi napravi. Od mojeg prvog verno dive ti me razdeli. Od mojeg prvog verno dive ti me razdeli. Od mojeg prvog verno dive ti me razdeli. Пред самиот крај на денешната емисија, еве и една куса вест од Ресен. Градоначалникот на општина Ресен, Јован Тозиевски, во просториите на владата на Република Македонија го потпиша договорот од првата транша од проектот 250 милиони евра за капитални инвестиции во општините, кој беше објавен од страна на Министерството за локална самоуправа. Вкупната вредност на средствата за реализација во општина Ресен изнесува 40 милиони 789.228 денари, а кој предвидува реконструкција на улицата Наум Василевски, реконструкција на патот Ресен Болно од Нова Слога до мостот на реката Болшница, реконструкција на улица во село Наколец, изградба на пешачка патека на улица Јосиф Јосифовски, изградба на атмосферска канализација на дел од улицата Борис Кидрич, изведба на водоводна мрежа со куќни приклучоци на улица Наум Василевски. На својот фејсбук профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски вели: продолжуваме со реализација на капитални проекти за Ресен и Преспа. Ajde,
tebe ide drugo libe, ja si nemam tebe ke te zemam. И тоа би било се за денес. За крајот во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корења од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун,
па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." По старата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.